ова неопходност, за оваа потреба, па затоа, иако им паѓа тешко тоа слабење, сепак го прифаќаат и одат во категориите во кои што се најсилни. И очекуваме сега првата борба на борачи до 48 килограми. Нашата голема надеж, олимпиецот Владко Соколов, ќе се бори сега веќе со ветеранот на унгарците, 30 годишниот Јанош Марош Велги, кој беше трет на Европското првенство за сениори во 1987 година. Значи, пред 8 години тој беше шампион на стариот континент. Од тогаш нема освојувано златни медали на европските првенства, но секогаш е тука во врвот и е мощен, опасен. Знае да води една висока борба, па затоа Владко Соколов треба да биде внимателен и постојано да го контролира Марош Велги, да не му дозволи да води таква борба каква што најмногу му одговара. Владко Соколов треба да се бори во оној свој добро познат стил, бидејќи е низок, со ниски влезови во нозе, да го загрозува противникот, но при тоа наивно да не налетува, треба да биде максимално внимателен. И еве почнува првата борба. Во црвен дрес нашиот шампион Владко Соколов, офанзива на Соколов, уште во првите моменти од борбата со искусниот Јанош Марош Велги. Против италијанците извојува две брзи победи во првата и втората средба Соколов, но овој пат го има против себе Марош Велги, кој е искусен, сигурно ќе тактизира. Еве настојува да води борба одблизу, но ќе го изненадеше Соколов. Соколов покажува сега дека се лизга телото на противникот, дека не е можеби најдобро избришан, па еве интервенира судијата Трајанов. Дали се работи за употреба на некои масти или не, се е можно, треба да констатира и главниот судија, и ако тој даде виза, тогаш се е во ред и борбата продолжува. Близу 5000 гледачи го бодрат нашиот репрезентативец. Овде ги брани боите на шампионот Бучим Јака. Трајанов бара борба, активност и сега мора да оди во партер Јанош Марош Велги поради тоа што избегнуваше борбата. Ова е добра позиција за Соколов. Сега да видиме дали ќе изведе Ау Фрајзер, дали ќе успее да го сврти противникот. Ако успее ќе биде добро. Оди на 2 поена, минува првата минута од борбата, почнува втората. И натаму офанзива на нашиот борач и дали ќе успее сега е ова решавачки момент и 2 поени. 2 поени за Соколов. Одлично почна. Не, сега треба да смири малку. Да смири и да се подготвува за нов налет. Сега може да биде опасно, мора да се излече, се излекува, успева. Излекуваат двајцата во неутралната, недозволена зона за борба, таму на она сино поле. Само внимателно треба да се бори. Гледачите го бодрат, Радовишани знаат да ги бодрат своите асови. Аплаузи од сите страни. Сега мало смирување. Се очекува расплетот во борбата. Соколов повторно дава знак дека нешто не е во ред. Лизгаво е телото на противникот. Сега да го подигне. Поен. Поен. Трета минута 3-0. Продолжува офанзивата. Нова шанса за ново свртување. Изворена борба на нашиот борач. Сега треба да се соберат сили. Успева уште 2 поена. Уште 2. 5-0. 2,5 минути. На половина од борбата. Уште 2. На семафорот поените не се регистрирани. Брзо се менуваат. Еве сега се впишуваат 6.
Гледате, изминува третата минута. Налета на младиот Владко Соколов, искусниот Јанош Марош Велги. Сега треба да интервенира докторот, се жали на повреда. Владко Соколов се држи за десното колено, да веруваме дека не се работи за ништо посериозно. Тој кога е најтешко знае да собере сили, да ја продолжи борбата, да ги стисне забите и што се вели до крај, до последни сили, да се бори, да оди кон победата, а овде победата е на прагот. Четврта минута од борбата, 6:0. Не, сега треба и тој да се фати за ногата од противникот. Се излече од незгодната ситуација, прави обиди Марош Велги со зафат во нозе да го раздиша нашиот борач. Дали ќе успее да освои поен? Треба да го фати при тоа Владко да падне на колена. Еве сега тоа го прави. Ми се чини дека му дозволи да освои поен на унгарецот. 6:1 е резултатот. Ја раскинува оваа акција судијата Трајанов, добро прави. Реагира Јанош Марош Велги, но нема право. Тоа беше еден неспорски зафат, а и беа сплеткани толку многу што немаше излез од ситуацијата. Бод за Соколов, 7:1. Последна минута од борбата. Владко Соколов продолжува со својот атак. И дали ќе освои нов поен? Нема, ја раскинува и оваа акција Трајанов. 40 секунди до крајот од борбата, 7:1 води нашиот борач. Веќе сега е на прагот на големата победа против Јанош Марош Велги. Тоа ќе бидат 3 бода за нашиот тим, 1 за Чепел. Ќе поведеме по првата борба во најлесната категорија за борачи до 48 килограми. Владко сега не мора да форсира, погледнува кон семафорот, може слободно да ја води борбата, но да не биде толку пасивен, да шета лево-десно. Ако ништо повеќе да глуми дека се обидува да изведе зафат. Последни 8 секунди од борбата, еве сега почна одбројувањето и од гледалиштето и ќе уследи големата радост за првата победа. Крај на борбата, победа на Владко Соколов на поени 7:1. Тоа се 3 бода за нашиот тим, 1 за Чепел, поведуваме со 3:1. Добро почнавме. Поведовме со 3:1. Владко Соколов добива честитка од Димче Ангелов, а сега Димче Ангелов го очекува својот нов пулен Тони Анчев. Тоа беше една исцрпувачка борба на Соколов. Заслужува честитки, навистина мајсторски се избори. Тој е наш голем адут за сите следни приредби во наредниве години пред се за Олимписките игри во Атланта. Сега категорија до 52 килограми. Тони Анчев против Јожеф Пилик. Тони Анчев веќе искусен борач. Во последен момент влета во поставата. Објаснив некои ситуации околу килограмите пред почетокот на мечот. Планирано беше Никол Чокалајџиев да настапи во оваа категорија, но и Тони Анчев е одличен борач. Јожеф Пилик беше втор на Европското првенство
za mladinci pred 6 godini, to ima сега 25 i da vidime da li ima nešto kaj nego останато та поранешна шампионска форма. Добивме информација дека во последнава година бил малерозен, често го следеле повредите. Во син дрес унгарецот Пилик, во шарен дрес во кој што доминира црвената боја нашиот представник Тони Јанчев. Судија на душекот е Елек Томаш од Унгарија. Мора да биде внимателен Анчев, да чека шанса, при тоа и да презема акции. Еве сега, ова беше, ми се чини, за 2 поена, ништо не дава судијата. Тоа требаше да бидат поени, да. Еве, дури сега стигнуваат бодовите од судијата. Поведува Анчев со 2:0. По интервенција на Петар Антов, делегатот на Фила, со тешка мака некако Елек Томаш ги крена двата прсти да покаже дека тоа се 2 поена за нашиот борач. Втора минута од борбата. Тони Анчев треба да биде внимателен, да ја гради борбата. Се обиде Пилик со влез во нозе да стори нешто, не успеа, навреме побегна нашиот борач. Сега притиска. Дали ќе успее да го заврти? Не. Повторно се ослободи од клештите на Пилик Анчев. Имаат карактеристични зафати, така наречени шултер и чипе во горниот дел од телото унгарците, тоа нашите добро го знаат. До сега сме имале многу битки со унгарските борачи на многу шампионати, па добро е проучен нивниот стил од страна на нашите стручњаци. Трета минута од борбата. Тешка борба, цврста. Опомена за Пилик поради одбегнување на борбата, па оди во партер. Сега Анчев забележува, му успеа да го зафати, но ова е критична ситуација. Дали ќе биде тоа туш? Не. Се уште не. 2 поена, уште 1 поен, 3. И туш, штета. На 2,5 минути од борбата, победа со туш на представникот на унгарците Пилик. Навистина прокоцка една голема шанса нашиот борач. Ова се 4 бодови за Чепел, 0 за нашата екипа, бидејќи ова пораз со туш на Тони Јанчев, па сега поведува Чепел со 5:3. Но сега следи една жестока борба на борачи до 57 килограми. Тони Танчев сега, да видиме, тој треба да е оној голем адут во нашиот тим. Против себе ќе го има 32 годишниот Бела Наџ, кој неколку пати беше трет, потоа четврти, петти на европските првенства. Добро го познаваме од дуелите со Зоран Шоров. Зоран Шоров некако секогаш излегуваше победник во мечевите со Бела Наџ. Тој тоа ни го каже и пред Пладнево. Рече дека постојано бил малерозен во мечевите со нашиот репрезентативец. Така било во Велико Трново на европското првенство, кога Шоров беше втор.
и загуби во финалето од русинот Сергеј Белоглазов, а така беше и на Европското првенство во Штутгарт, потоа и на Европското првенство во Капошвар. Бела Наќ го очекува својот противник, Тони Танчев се уште го нема да се појави овде на душекот, веројатно не беше подготвен зашто претходната борба пред време заврши. Очекуваме една дивовска борба на Тони Танчев. Тој е способен во вакви тешки моменти, кои се практично клучни моменти за екипата, да стори се и да поентира, да донесе бодови за Бучим Јака. Сега атмосферата малку се олади по оној пораз на Тони Анчев. Штета, повторно ќе речам, поведе со 2:0. Требаше да тактизира тука, да води една мудра борба, но се изложи на непотребни опасности. Тој практично на свој зафат, на своја акција беше туширан, немаше сили да се излече докрај, да го преврти со ауфрајзер околу себе Пилике. Почеток на борбата меѓу Тони Танчев и Бела Наќ. Искусен е унгарецот, но одлично подготвен е нашиот борач. Испитување на силите, се работи за искусни борачи. Се обидува со влез во нозе Тони Танчев да стори нешто, се обидува со влез и Бела Наќ. Да видиме кој прв ќе успее да отвори простор. И еве бод за Бела Наќ. Поведува со 1:0 на истекот од првата минута од борбата. Тони Танчев ослабе околу 5-6 килограми да дојде во оваа категорија од 57 килограми. Трајанов му дава знак дека не сме да изведува недозволени зафати. Тече втората минута од борбата. Не, ништо. Ова водство не треба да не заплашува. Потребно е малку да се смири, да се консолидира нашиот репрезентативец. И еве сега една шанса за туш. Дали ќе биде тоа туш? 1,5 минута од борбата. Притиска Танчев. 3 поени. 3-1 е резултатот сега. Дали ќе успее докрај да изведе оваа акција? Тоа ќе биде туш. Трајанов е таму. Да видиме дали ќе успее да се извлече унгарскиот репрезентативец. 4:1 е резултатот. Притиска Танчев, не смее да му дозволи сега да се извлече од оваа ситуација на унгарскиот репрезентативец. Изминува втората минута, уште малку треба да притисне, уште малку. Со мост се обидува да се извлече Бела Наќ, но продолжува офанзивата на нашиот репрезентативец. Танчев не попушта. 2 минути и 20 секунди. Мора да продолжи да искористи шансата. Има сили. Се наоѓа во добра позиција тоа да го стори. Сега треба да притисне уште малку. Уште малку. 2,5 минути од борбата. Жилаво се брани Бела Наќ. Веќе повеќе од 1 минута се во оваа позиција. Дали ќе има сили унгарецот да се извлече? Сега за нов атак се подготвува Тони Танчев. Колку би било добро да го тушираше, сега не успеа. 4:1 е резултатот. Четврта минута. Уште 2 поена, 6:1. Разбиен е борачот на Чепел. Одлична борба на Тони Танчев. Се наоѓаше на прагот на туш. Но сега судијата Трајанов ја раскинува оваа акција. 3 минути и 19 секунди, 6:1 е резултатот за нашиот репрезентативец. Има сили
може да биде туш. Ова конечно мора да биде туш. Да! Туш! Каква победа, каква победа! 6:1 водеше. Еден брз зафат изведе и погледнете, воодушевување во гледалиштето. Победа со Тушле Толи Танчев. 4 бодови за нашиот борач, 7 вкупно за Бучин, 5 за Чепел. Победуваме со 7:5. Браво, Тони! Погледнете само како изгледаше ова, велемајсторски изведено. Шампионски се избори Тони Танчев. Донесе 4 драгоцени поени на нашата екипа. Браво, честитки. Сега кога би можел и Васе Спасов да покаже приближно ваква борба би било добро. 62 килограми следи и таа борба. Жолт Банкути, 20 годишен унгарец, ке му биде противник, беше втор на светското првенство за младинци минатата година. Васе Спасов е добар борач и тој мораше да ослабе, да попушти, би рекол, 6-7 килограми да дојде во оваа категорија. За оваа категорија е пресилен сега за своите противници, мислам во физички поглед. Да веруваме дека така ќе биде и во надпреварувачки. Почнува борбата. Во шарен дрес нашиот репрезентативец, црвен, Васе Спасов. Нашиот представник, поточно речено, борачот на Бучин Јака. Спасов тактизира и добро почнува, мора да поентира сега. Ова не сме да се испушти. Ова не сме да се испушти. Само уште малку да го повлече кон себе, може поен, освоен поен. 1:0. Поведува 1:0, добро е. Мирно и паметно треба да ја продолжи борбата. Она што го доживеа Тони Јанчев треба да биде опомена за сите наши борачи. Тече втората минута, шанса за втор поен. И тој имаше шанса да го доведе во туш позиција унгарецот, а унгарскиот судија дава само 1 поен за оваа прекрасна акција на нашиот борач. Спасов поведува со 2:0. Ја раскинува акцијата судијата Елек Томаш. Го помена нашиот борач дека неправилно извел некој зафат. Борбата продолжува. Изминува втората минута. Со возбуда и неизвестност и iščekување се следи овој меч. Кога би освоиле бодови тука, добро би било. Васе Спасов има предност, води со 2:0. Се ближи кон половината оваа борба. Во овој момент се доаѓаме точно на половината, 2,5 минути. Гледате и на семафорот. И опомена за борачот во син дрес за Жолт Банкути. Оди во партер. Спасов во првата средба против италијаните, во оној екзибиционен меч загуби од Верди, кој беше потежок од него, но Верди го загуби мечот на мерењето, па Спасов
тогаш почувствува дека сепак нема сили за таа категорија од 68 кг и прифати да се бори во 62. Во последниве 3-4 денови постојано беше во сауна, имаше едно принудно слабење, топење на вишок од килограми. И поен 3:0. 3 минути и 30 секунди гледате од борбата. Три спрема 0. Сега треба да води тактичка борба Васе Спасов. Ништо не треба да се препушта на случајноста, не сме да му дозволи на противникот да влезе во него. Добро е и вака да ја држи оваа позиција. Битно е сега времето да минува, да тече. Се одмараат двајцата, тоа го забележа судијата и ја раскинува акцијата. Последна минута од борбата. И сега повторно дава знак судијата Томаш дека ја прекинува акцијата. Немаше поен за унгарецот, бидејќи прв ја почна оваа акција Васе Спасов. Жила мајсторе одекнува од сите страни. Тоа е прекарот на нашиот Спасов и навистина е жилав борач. Многу ќе биде важно да не му дозволи да освои ниту еден бот на унгарецот и штета, еве го освојува бот. И каков пресврт, сега 2 бода нови. Израмнува 3:3. Продолжува офанзивата, сега бот за нашиот борач и крај. Коректен беше судијата од Унгарија Елек Томаш во последната секунда, буквално за она притискање од страна на нашиот борач, му додели бот и победа на Васе Спасов на поени од 4:3, значи 3 бодови за Бучим, 1 за Чепел. Нашите имаат вкупно 10, противниците 6. Бучим јака поведува против Чепел со 10:6. Васе Спасов собра сили во завршницата, видовте, сепак да го зачува она водство што го имаше во текот на борбата и победи на поени, донесе 3 драгоцени бодови. Сега уште еден искусен борач. Еве ги оние последни моменти, ова беа 2 бода за унгарецот. Тој се охрабри, се осили тука, гледате на семафорот, уште 9 секунди останува. И веќе во следниот момент, кога се обиде да изведе зафат, нашиот борач го притисна и за тоа притискање доби еден бот, решавачки за победата и за водството на Бучим јака од 10:6. 68 килограми, Трајчо Димков, лево на вашите екрани, против Ендре Елекеш, 24 годишниот унгарски репрезентативец кој настапи на светското првенство во Атланта. Таму го совлада со туш нашиот репрезентативец Аги Мејупи. До сега Елекеш и Димков се имаат сретнато 2 пати. Во двата дуела победа извојува Елекеш, тесна на поени. Беше 4ти на Европското првенство година во унгарецот, а 6ти на светското првенство минатата година во Истанбул. Годинава во Атланта и покрај победата на Дејупи со туш не избори пласман. Нема бодови ниту за едниот, ниту за другиот во првите 30 секунди од борбата. Димков сега има шанса. Има шанса Димков и погледнете колку убава акција, како ќе ја заврши, очекуваме да освои
поен или поени. Притиска Елекеш, но собира сили и Димков. Сега е битно да го подкрене и ја раскинува оваа акција судијата Трајанов. 59-та секунда од борбата, значи изминува првата минута. Трајчо Димков имаше убава шанса да поентира. Останува 0-0. Добро се познаваат двајцата борачи и нормално е да водат ваква жилава и пред се тактичка борба. Секој влез, колку што носи добро, може да носи и опасност доколку не биде правилно испланиран и предвиден. Пасивна борба на Елекеш, оди во партер. Судијата Трајанов бара борба, активност од двајцата борачи. Димков има шанса за Ауфрајзер. Има шанса и тоа го прави. 2 поена, не 1. 1 поен, не знам зошто. За вакви акции обично се доделуваат 2. Може би не успеа докрај да го оддели од душекот противникот. Кога се изведува Ауфрајзер, доколку го допре душекот противникот, оној што лета, што се наоѓа во воздухот, во тој случај има 1 бод. Веројатно ова беше таква позиција, па Димков поведува со 1:0. Гледачите реагира, но сега се смирија, ја следат борбата. Димков сега треба да се извлече од оваа позиција, да не му дозволи да освои бот на Елекеш. Не успеа со мост, преку мост да се извлече. 2 бода добива унгарецот, поведува со 2:1. Продолжува Ендре Елекеш со напад. Почнува да тече 4-та минута од борбата. Ке биде овде возбудливо, ќе има уште многу пресврти. Тоа може да се почувствува во овие моменти, зашто кон тоа води се она што прикажаа досега борачите. Како да се повреди Ендре Елекеш, бара помош, интервенција, може би се работи за грч од тренерот Геза Молнар. Ова се убави моменти за Елекеш. Мислам, не убави, туку добро му дојде, малку и да се одмори оваа повреда, да земе здив. Продолжува борбата. Димков го одбегнува дуелот, но ми се чини дека тоа е само привремено. Уште 1 минута и 20 секунди до крајот од борбата, водство на унгарецот од 2:1. Бара борба сега Трајанов. Интерно ги опоменува двајцата борачи. Димков поради тоа што беше попасивен, реков јас и во текот на преносот дека одбегнува борбата, оди во партер.
Сега Трајанов дава знак дека не може вака да продолжи Елекеш, мора да изведе чист зафат. Последна минута, 2-1 за унгарецот. Уште 50 секунди. Дали собира сили за самата завршница Димков? Доколку во регуларните 5 минути остане овој резултат, ќе има продолжение, затоа што победникот мора да има освоено 3 поена. Оди со високо крената глава и напади со глава жолт поточно Ендре Елекеш. Уште неполни 20 секунди. Водство на противникот. Крај на регуларните 5 минути од борбата и веднаш продолжение од 3 минути или до оној момент додека еден од двајцата борачи не освои 3 поени вкупно. Поблиску до победата е Елекеш, но тоа не мора ништо да значи. Бара поен Геза Молнар, тренерот на унгарците, но нема право. Сета акција се одвиваше таму во неутралната зона, во тоа забрането поле за борба. Кога би имал сили сега Димков за еден поенергичен атак и изведба на зафат. Опомена за унгарецот поради пасивност. Бодовниот судија, унгарецот Елех Томаш, не ја прифати оваа сугестија на Трајанов. Се придружи и Петар Антов, главниот судија, па наместо унгарецот нашиот борач оди во партер. Тука не можеше точно да се утврди кој беше пасивен, двајцата ја одегнуваа борбата. И ова е поен поен, гледав дали ќе го прифатат ова другите двајца суди за Елекеш и негова победа на поени од 3:1. Еден бот на Бучим Јака донесуваат Трајчо Димков, а 3 на противникот Ендре Елекеш. 11:9 е моментниот резултат. Тврда борба каква што се очекуваше во овој дуел. Штета, Димков ми се чини дека можеше во овој трет дуел со Ендре Елекеш да извојува првата победа, но не успеа, загуби на поени во продолжението. А сега Валери Верхушин, миленикот на публиката, што доаѓа од Русија, ќе се бори со Арбат Рихтер од екипата на Чепел. Во овие моменти, кај записничката маса, главниот судија Петар Антов ги повика двајцата арбитри на консултација. Овде реагираше, барем така можам да забележам, и Јанош Јоскин, еден од водачите на Чепел, наш стар познаник, десно на екраните, не се забележува.
наш стар познаник од боречкиот спорт. До сега 10 пати ги водел унгарците на традиционалниот македонски бисер. Судија на душекот ќе биде Елек Томаш, бодовен Илија Трајанов, главен Петар Антов. Борба меѓу Валери Верхушин и Арбат Рихтер. Рихтер беше прв на светското младинско првенство во минатата година, втор на годинашово светско првенство за младинци во Иран. Се работи за млад перспективен борач. Наспроти себе има еден искусен ас од 35 години, кој минал многу вакви тешки битки. И дали ќе биде тоа туш? Можеше да биде моментен туш. Верхушин продолжува со својата офанзива. 2 поена му додели угарецот, сега уште 2. Има шанса нашиот представник да забележи победа ако продолжи вака, а води со 5:0 и со технички туш. Треба да стигне до 10 поени разлика. Ако биде така, тоа ќе биде супер. Тоа ќе бидат нови 4 бодови за нашиот шампион. Ја прекинува акцијата судијата од Унгарија. Аплаузи за Верхушин. Одлично ја почна борбата. Мајсторски се гледа дека е вистински мајстор на душекот. И повторно ја прекинува акцијата унгарецот. Реагираат гледачите. Прерано тоа го стори. Требаше да му дозволи докрај да изведе акцијата нашиот представник. Овде нема поен за Рихтер, бидејќи акцијата ја почна Валери Верхушин. Тече втората минута од борбата. И нова офанзива, нов бод, 6:0. Одлично, само вака да продолжи. И да не му дозволи да освои бод на противникот, зашто ако победи со технички туш, а Рихтер има освоено 1 или 2 бода, тогаш тоа ќе биде победа со 4:1, значи ќе освои вреден бод унгарецот. Верхушин тоа добро го знае и сигурно нема да му дозволи да освои бод. Еве нов поен, 7:0. Полека се зголемува неговото поен салдо, стигнува до 7, а тече третата минута. Кога би можел сега да направи 2 поена, не, судијата Томаш ја раскинува акцијата. Очекува фаул Фрајзер од Верхушин. Делува толку стабилно што воопшто не страхуваме за исходот во овој меч. Дури не веруваме оти е способен Арбат Рихтер да освои и барем 1 поен. Уште 3 поена го делат од победата со технички туш нашиот представник. Сега ќе има нов поен сигурно. Еве го тој поен. 8:0. Продолжува борбата. Меле работи постојано Верхушин. Ги освои гледачите. Сега 2 поена и тоа ќе треба да биде крај. 10:0 победа со технички туш. 4 бодови за Бучинјака, 0 за Чепел. Поведуваме со 13:9. 4 бодови предност за нашиот шампион. Добро е, работите течат онака како што посакуваме. Гледате инсерти од овој меч што заврши пред малку. Ја видовте таа последна акција на Верхушин во која што освои последни 2 поена за победа со технички туш. И веднаш стигна честитката од Чифлиганец, Сусидов, Насев, Гаврилов. Сите се срекни. Еве честитка и од конзулот на Италија. И еден од директорите на Бучим, господинот Поцков тамо.
Сите сакаат да му го честитаат овој успех на Валерий Веркушин, кој овозможи да се зголеми предноста на Бучим Јака во дуелот со Чепел. Сега уште еден дуел во кој што очекуваме победа. Гари Модосјан ги брани боите на Бучим Јака против Јанош Вориш, 26 годишниот унгарски шампион. Нема меѓународни постигнувања, но станува збор за еден стабилен борач, кој според наше уверување би требало да подклекне пред налетите на силниот Гари Модосјан. Почеток на борбата. Ова е категорија за борачи до 82 килограми. Водиме со 13:9. Се извинувам, 15:9. Во вакви возбудливи моменти ќе простите ако се провлечи некоја грешка. Постојано настојувам да ги контролирам поените, па да ги доделам бодовите, па така се греши, но добро е водат нашите со 15:9, а ќе зголемата предност по овој настап на Гари Модосјан, кој храбро го почна дуелот, освои 2 и сега уште 2, вкупно 4 поени. Тече втората минута. Публиката и натаму ги бодри нашите шампиони. Беа изненадени, фрапирани од гледката овде во салата. Не очекуваа ваква посета. Не знаат унгарците колку Радовишани го сакаат борењето, колку им е тоа на срце. Модосјан во нов атак, нова офанзива. Се обидува унгарецот да го подкрене, но тешко може тоа да го стори. Модосјан го дозволи, но го доведе во туж позиција противникот и освои 2 поена. 6:0. И тој тргнува постапките на својот постар другар Веркушин. Каква акција! Воодушевување во гледалиштето. И крај на борбата. 2:2 вкупно 10:0. Иста победа како Веркушин. Технички туш, победа на нашиот репрезентативец, на нашиот представник и сега водиме со 19:9. Повторно она прекрасна акција на Гари Модосјан. Добро е, се надзира победата и тоа со уверлива разлика. Сега ја очекуваме борбата до 90 килограми меѓу Трајан Ангелов и Петар Бочо. Од нашите борачи, Тони Танчев постигна погодок, освои 4 бодови, не му досвои кој еден на даќе. Потоа Веркушин во дуелот со Вориш, поточно со Рихтер и сега Модосјан во дуелот со Јанош Вориш. Ангелов и Бочо, тоа е следната борба. Против италијанците во првата средба од првото коло Ангелов извојува победа. Ефектна, во реваншот не настапи. Сега повторно го гледаме во купот на европските шампиони. Ги брани боите на Бучим Јака во мечот со Бочо, кој беше светски младински вице шампион во минатата сезона. Годинава најголемиот успех го постигна
на меѓународниот турнир во Краснојарск во Сибир во Русија. Беше втор. Немаше поен овде за Ангелов, бидејќи излегоа двајцата борачи во она недозволена борба, зона за борба. И еве сега бот за унгарецот, поведува со 1:0 на истекот од првата минута. Сега уште 2 бода со Ау Фрајзер и водство од 3:0 за Бочо. Доделува поен судијата Томаш за Бочо, бидејќи акцијата ја почна некаде од центарот на душекот, па дојде зад Ангелов, иако двајцата излетаа во неутралната зона за борба. Водство на унгарецот од 4:0. Тешко може да се поверува оти Ангелов е способен да му даде отпор на одличниот унгарец. Еве сега нови 2 поена, 6:0. Една минута и 39 секунди од борбата. 6:0 води гостинот од Будимпешта. Ја раскинува акцијата судијата на душекот. Немаше излез, тој тоа најдобро го почувствува и сега двајцата партнери од почетната позиција. Нова акција на унгарецот и доделува бот Томаш, меѓутоа забележувам Петар Антов, главниот судија, тоа не го прифаќа. А Геза Молнар, тренерот на унгарецот, забележав за оваа акција бараше дури 3 поени, што е многу е. Две и пол минути од борбата. Продолжува атакот и ова е претходно 3, сега 2. Ми се чини собра доволно поени Бочо за победа со технички туш. Победува со технички туш унгарецот. 4 бодови за Чепел. Публиката е коректна, слушате, со аплаузи го наградува гостинот од Унгарија. Извојува заслужена победа против Трајан Ангелов. Реков, Радовишани одлично го познаваат борењето и знаат да го наградат со аплауз секој добар борач. Трајан Ангелов не освои ниту еден bod за својата екипа, па сега резултатот е 19:13. Уште 2 борби до крајот, следната е до 100 килограми. Во неа ќе се сретнат Аслан Хагуров од страната на Бучим Јака, десно на вашите екрани, и Нандор Гелинеши од Чепел. Синокос борач во син дрес против црномурестиот во црвен дрес Аслан Хагуров. Судија на душекот Илија Трајанов. Почеток на борбата.
Гели Неши воопшто не е за подценување. Беше 2 пати светски младински првак. Во победи до сега ние имаме 5, противниците 3. Се разлути Хагуров. Нечисто се бори Гели Неши, па мораше и тој да прифати на крајот од криштата таква борба. А поради пасивност во партер отиде унгарецот. Втора минута, нема поени. Дали ќе бидат освоени првите? Офанзива на Хагуров. Нашиот представник вложува сили. Се обидува да изнајде најповолно решение. Дали конечно го изнајде? Со прекрстување на нозете на Гели Неши може да го сврти противникот над душекот, но не успева, па акцијата е прекината. Бара тајмаут, има проблеми со врвката од патиката Нандор Гели Неши. Некако бавно оди ова врзување, но добро е, тоа е шанса за одмор и за Аслан Хагуров, кога го гледате на вашите екрани. Продолжува борбата. И сега Хагуров се разлути поради ова борба на Гели Неши, па почна малку да дели шлаканици. Доби и опомена од Трајанов. Нема поени, а мина половината од борбата. Никој не се впушта во ризик, во авантура. Секој ја чека својата шанса, сега изгледа Хагуров ја дочека. Тоа ќе биде, да видиме дали ќе биде сепак. Би требало да биде поен. Или два поена за нашиот представник. Поведува Хагуров со 2:0 на истекот од третата минута. Почнува да тече четвртата минута од борбата. Трајанов ја прекинува акцијата. Гледачите се задоволни од настапот на Хагуров, го бодрати натаму. Со аплаузи ја пречекуваат секоја негова акција, а се жали на повреда Гели Неши, кој очигледно е поинфериорен, барем за сега. Иницијативата ја има Аслан Хагуров. Нашиот борач е многу поактивен. Сега има шанса за 2 или 3 бода. Само да го подкрене Гели Неши.
Раскината е ова акција. Темпераментен е и Геза Молнар, тренерот на Чепел. Постојано подскокнува таму, влегува на Душенкот. Треба да ги смири малку нервите. Нашиот водач на екипата, Димче Ангелов, мирно го следи развојот на наставните, а поради својот темперамент Геза Молнар мора да се оддалечи од своето место и отстрана таму некаде одзад судиската маса да продолжи да ја следи борбата. Стигнува и опомена од Петар Антов, делегатот на Фила. Доаѓа до овој прекин поради тоа што малку подолго траја дискусиите кај записничката, кај судиската маса. Сега атмосферата се смирува, бучни се само гледачите, тоа и нормално, му даваат поддршка на Аслан Кагуров. Сега се обидува, не успева да дојде зад Гели Неши, борачот на Бучим Јака. 5-та минута од борбата, 2-0, водство на Хагуров. Добро би било сега да освои еден бод, да нема продолжение, а истовремено и Гели Неши да нема шанса да освои поен, зашто во тој случај Бучим Јака со една ваква победа на поени од Хагуров би освоила 3 бодови, а Чепел ниту еден. Сврсте унгарецот. Му дава отпор на Хагуров. Последни секунди од борбата, од оние регуларни 5 минути. Крај и веднаш продолжение, зашто мора да се дојде до третиот поен. Поблиску до него е Хагуров. Испотени се двајцата партнери. Лизгава е нивната кожа и не може да изведат зафати. Се обиде со еден ненадеен влез да го прикопча, како што се вели Гели Неши, но Хагуров не успеа. Еве сега нов обид. Ова би можело да биде и крај. 3 поена. Купло 5. Завршува борбата. 5-0 на поени за Хагуров. Тоа се нови 3 бода за Бучим Јака. 0 за Чепел. Води нашиот шампион со 22-13. Ова беше 6-та победа. Противниците имаат 3. До крајот уште една борба во најтешката категорија за борачи до 130 килограми. Најде на еден цврст на жесток отпор Хагуров во дуелот со Нандор Гели Неши, но успеа да поентира и да го совлада унгарецот, да освои 3 бодови за својата екипа. 22-13 во победи, 6-3 за Бучим Јака. Сега кога би победил и Јури Голубовски во последната борба на борачи до 130 килограми, тоа би било навистина многу убаво за Бучим Јака. За Радовишкото и воопшто за нашето борење, зашто
на реваншот би се отишло со една убава предност. Противник на Јури Голубовски ќе му биде Јожеф Глазар. Беше шести на светското првенство во Атланта годинава, четврти на европското првенство во Рим минатата година. Јури Голубовски, за разлика од Соколов, Анчев, Танчев, Спасов, Димков, кои симнуваа килограми, мораше да надкачи 2 килограми, да дојде над 100-ка, за да може да настапи во најтешката категорија за борачи до 130 килограми. Многу интересно беше мерењето, додека другите се мереа, потрчуваа за да симнат некој грам, тој постојано пиеше сокови и вода за да добие во тежина. Почнува борбата. Во синдрес Глазар, во црвено-жолт-црн Голубовски. Јожеф Глазар има предност, физички е посилен, потежок. Мирна борба, измена една минута, нема поени. Оди во партер Јожеф Глазар, беше попасивен од нашиот борач. Треба многу сила да се покрене оваа тежина. Ја раскинува акцијата Елек Томаш од Унгарија. Двајцата борачи на почетната позиција. Минува и втората минута, се уште нема поени. Немаше акција за поен. Бара тајмаут Глазар. Доби удар. Смирено делува Јури Голубовски. Чека да се опорави унгарецот за да продолжи борбата. Сега како ќе заврши оваа акција. И конечно е го првиот бод за Голубовски, 1:0. Мина половината од борбата. Убава акција. Не е завршена, не се задоволува само со тој поен Голубовски. И сега судијата Томаш, откако виде дека долго ќе останат вака приклештени борачите, ја раскина акцијата. До крајот остануваат уште 2 минути и 4-5 секунди.
Повторно се смирува борбата. Борба со високи зафати, оние што личат повеќе на грчко-римскиот стил. Сега бара тајм-аут и Голубовски. Се враќа на центарот од душекот и веднаш продолжува борбата. Слична акција како пред малку. Штета, успеа да му побегне Глазар. Не поентираше. Испушти една убава шанса. Се обиде да направи изненадување Глазар. Не успева. Сега Томаш дава знак дека ќе му додели опомена на Голубовски поради пасивност. 3 поени му додели на унгарецот за оваа акција. Сега покажува уште 2, не знам зошто. Да видиме што ќе реши Антов. Само 2, поведува со 2:1. Борецот од Унгарија, Глазар. Сега мирува и семафорот. 4:42, уште 18 секунди до крајот. Доволно беше едно мало невнимание да изведе брза акција Глазар. Полесен е Голубовски, иако има добри замисли. Не, но ова не би требало да биде поен. Томаш навива за својот борач, но не би требало да биде поен, затоа што убаво се виде акцијата ја почна Голубовски, но не успеа да го зафати, да го префрли преку себе противникот, кој веднаш потоа дојде зад него и нормално, да, не е прифатен тој поен од главниот судија Антов и борбата мора да продолжи до освојувањето на третиот поен. Се жали на повреда Јожеф Глазар, доаѓа до мал прекин. Во овие моменти подсетување на резултатите во 48 килограми. Владко Соколов победи на поени, освои 3 бода за својата екипа. Неговиот противник Марош Велчи 1. Тони Анчев загуби со туш, значи 0 бодови за Бучим Јака, 4 за Чепел. Затоа пак Тони Танчев избори победа со туш врз искустиот Бела Наќ, 4 поени за Бучим. Васе Спасов тешка победа, но вредна на поени против Банкути. 3 бода донесе за својата екипа, Банкути 1 за Чепел. Трајчо Димков загуби во категорија до 68 килограми на поени од Елекеш, освои 1 бод, противникот 3. Валери Верхушин го совлада Рихтер со технички туш, тоа беа 4 поени. Модосјан исто така 4 бодови со победата над Вориш. Ангелов 0 бодови за Бучим, загуби со туш технички од Петер Бочо, кој освои 4 бодови. Хагуров победи на поени, освои 3 бода за Бучим Јака, 0 противникот. И сега следиме борбата меѓу Голубовски и Глазар. Глазар води со 2:1, го гледаме продолжението од 3 минути. Бара борба Томаш. Исцрпени се двајцата борачи. Нема динамика и не може да се очекува. Сега се
лови само грешката на противникот. Тактизира повеќе, што и нормално Глазар, бидејќи води. Ако и во продолжението од 3 минути остане вака, тогаш тројцата суди со гласање одлучуваат кому ќе му ја доделат победата, а обично тоа е оној борач што води. Води во партер Голубовски поради пасивност. Гледачите реагираат, но мора да се почитува одлуката на судијата. Веќе 6 минути и 20 секунди од борбата, последната борба во најтешката категорија. И сега би рекол по реакцијата на публиката, по оние свирежи, конечно Елек Томаш ја прекина акцијата во која што немаше излез. А вакви позиции што се само за одолговлечување сега се во корист на Глазар кој е во водство. За него битва е времето да тече. Погледнете каква борба демонстрира. Тоа можеби ќе го разлути Голубовски. Сега спортски подадена рака, продолжува борбата, изменува 7-та минута. Последна минута од борбата, односно од продолжението од 3 минути. Брзо минува некако времето за Голубовски, споро за Глазар. Уште 40 секунди. И одбегнува борбата унгарецот. Немаше сили Голубовски за офанзива. Последни секунди. Геза Молнар повторно се врати таму на своето место, повторно подскокнува, покажува на семафорот, а семафорот нормално мора да стои во вакви прекини. Е крај на продолжението од 3 минути. 2:1 е резултатот за Јожеф Глазар. Но макар и формално треба да се консултираат судиите, да се договорат кому ќе му ја доделат победата. Тоа ќе биде победа за Глазар, кој ќе донесе 3 бода за својата екипа. Голубовски 1. Според тоа, конечниот резултат од овој дуел е 23:16 во победи 6:4 за борачите на Бучим Јака. Го гледате главниот судија, делегатот на ФИЛА, Петар Антов од Бугарија. Одлуката е донесена, прогласени се во меѓувреме, односно прогласен е за победник Јожеф Глазар, кој донесе 3 бодови за својата екипа, Голубовски 1. Значи конечниот резултат од првата средба од второто коло на Купот на европските шампиони во борење е 23:16 во корист на Бучим Јака. Го гледате селекторот Насев со Јанош Јоскин, гостинот од Унгарија. Тука е и Сократ Ефтимовски, еден од нашите познати борачки тренери и борачки работници. Значи во овој дуел извојувавте 6 победи, доживеавте 4 порази,
во поени, во бодови, конечниот резултат е 23-16, па со тој резултат нашата екипа ќе стартува во втората средба по 7 дена во Будимпешта. Почитувани гледачи, со ова го завршуваме директниот пренос од оваа средба во салата во Радовиш. Пријатно со програмите на македонската телевизија.